Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, од денеска стартуваме со серија на посети по секторите за внатрешни работи низ државата и регионалните центри за гранични работи за согледување на сработеното во 2022 година, постигнатите резултати. На тој начин да направиме еден сублимат на се што е постигнато годинава и да ги зацртаме целите кои што треба да се постават на стратешко ниво за 2023 година. Серијата на посети ја почнуваме од овде, од македонската метропола. Во рамки на денешната работна посета на СВР Скопје реализиравме една навистина успешна средба со раководството на овој најкомплексен сектор на подрачјето на целата држава, кој се карактеризира со најголем обем и сложеност во работните задачи, но и со поголема динамика на извршување на надлежности во 14 единици кои што се наоѓаат во рамките на овој сектор. При тоа бев запознат со безбедносната состојба на подрачјето на СВР Скопје, состојбите со криминалитетот, како и активностите кои ги презема СВР Скопје во насока на намалување на стапката на криминалитет во приоритетните области, одржување на поволен јавен ред и мир, безбеден патен сообраќај и превенција, со единствена цел подигнување на безбедноста во градот и заштита на граѓаните. Согласно презентираните статистички и други показатели, безбедносната состојба на подрачјето на СВР Скопје е на задоволително ниво, што е особено важно за сите граѓани во еден, би рекол, милионски град, како што е Скопје, представува и главен административен, деловен, образовен центар. Ако го земеме периодот јануари-октомври 2022 година, компаративно со истиот период во 2021 година, евидентно е намалување на вкупниот криминалитет, односно бројот на кривични дела за околу 10%, а зголемување на ефикасноста во расчистувањето на кривични дела од областа на економскиот криминал за 11,1%. Зголемување за 6,52% бележи процентот на расчистени разбойништва и разбойнички кражби. Сакам да споменам дека во борба со нелегалната трговија со дрога, СВР Скопје во изминатата година може да се пофали со заплена на рекордни 215 килограми марихуана и 1,5 килограми кокаин. Во однос на состојбата со јавниот ред и мир во 2022 година, споредбено со 9 месеци од претходната година, евидентирано е намалување на овој вид на прекршоци за 44,7%, особено во делот на физички напади или предизвикување или потикнување на тепачка. Драстично подобрување на статистиката на подрачјето на СВР Скопје бележиме и во поглед на сообраќајот, односно сообраќајните незгоди и последици од нив. Ова е особено значено токму поради фактот што веќе го споменав, драстично зголемена фреквентност во сообраќајот на подрачјето на градот Скопје, споредено со 9 месеци од 2021 година, бележиме намалување во сите сегменти, број на сообраќајни незгоди, број на лица со потешки или полесни повреди, а што е особено важно, број на сообраќајни несреќи со загинати лица е намален за речиси 10% во однос на минатата година. За одбележување се активности кои годинава ги реализираше одделението за превенција при СВР Скопје, чии активности само потврда дека цврсто се држиме до тој слоган кој што го имавме од 2017 година МВР за граѓаните. По реализација на оперативниот план Безбедно лето, во кој беа спроведени бројни кампањи со започнување на учебната година, одделението за превенција отпочна превентивен проект Безбедност во училиштата, по основните училишта, кои првенствено се однесуваат на насилството, меѓуврсничкото, девијантни појави на зависности од алкохол и дрога, родовото, но и сајбербулингот меѓу младите. При тоа учениците се формираат клубови за превенција, чија суштина е да се заштитат од опасности и закани од девијантните форми на однесување. Во октомври СВР Скопје стартуваше со уште еден превентивен проект наменет за средни училишта насловен Безбеден град. Покрај едукативните работилници, трибини, дебати со теми од областа на безбедноста во 23 средни училишта на подрачјето на град Скопје
се формираат и тимови за безбедност од представници од училиштето, родителите, учениците и полициски службеници. Уверен сум дека колегите овде во секторот за внатрешни работи в Скопје во наредниот период ќе продолжат со зголемена динамика при реализација на превентивните активности, но и со преземање на репресивни мерки, па со добри резултати во поглед на ефикасноста да испратиме оваа година и да биде тоа дополнителен мотив за уште подобри резултати во наредната 23 година. Благодарам, повелете.